Добро вечер, Македонија, добро вечер, мои верни пријатели. Добре дојдовте во уште едно издание на квизот Среќно семејство на Евана. Денеска е ред за онаа хуманитарна емисија каде што нашите тимови или семејства ќе се надпреваруваат во името на три организации на кои што ќе им ги доделат паричните средства. Станува збор за убави вредни парични награди од 1500 и 300 евра. Но пред да започнеме, еден огромен аплауз за нашето стручно жири кои што ќе се грижат за регуларноста на денешното издание. А сега да ги представам и нашите денешни надпреварувачи. На позиција број 1 семејството IQ-овски. Така не. Ја просто едноставно ќе ги викам семејството IQ затоа што скршив јазик. Бојан и Марија. Да. Што се случува ново во вашето семејство? Во нашето семејство има нова песна, се вика Колку пати. Има многу спот, Марија пее, се надеме знаете. Да, знаеме, верувам дека цела Македонија знае, сите имаат слушнато, високо котирате на топ листите. Да. Задоволни. Сега за сега се тече кај IQ како што треба, така? Тече да безпреходно. Спремате нова песна? Спремаме албум. Албум? Уште 3 песни треба да се при крај си албумот ќе биде кај. Ако не се лажам, втор ваш албум, така? Да. На првиот това не се лажам затоа што на првиот албум ја им ја водев промоцијата. Да, мора да се пофалам. Да. Фала ти. Ќе збориме после емисија. Да, после ќе се договориме. Шушките, знаеш. Да. Парите од својника мене ќе одат сега. Марија, како е да се работи со мачи, со тројца мачи? Одлично. Одлично те Супер е, слушаат. Да. Колку штедиш електрична енергија? Кога не сум дома. Кога не сте дома. Фала ви многу, ќе си направиме уште малце муабет. Потоа на позиција број 2, семејството Ракометаровски. Ракометарски се извинувам. Ракометаровски, убаво си кажа. Леле, Ракометаровски, мислев од прилеп да не сте Ракометарски. Не. Индира Кастратовиќ и Валентина Радуловиќ. Како сте, мадамс? Одлично. Одлично. За Вардар не правиме муабет зашто знаеме се што се случува. Цела Македонија Кажав ќе бидам озбилна. Разбрав дека Кометал си се собирате и играте ракомет. Колку е тоа точно? Да, секоја среда се собираме у 10 вечерта, Одлично. кога ќе успиеме мажи и деца. И имаме тренинзи, мислам тоа се тренинзи, тоа е повеќе дружба, да не се заборавиме, да се подсетиме на стари денови и така. Убаво нешто. Дали е отворено да дојдеме ние? Не. Па не, зашто? Многу добро изгледаме да не. Вака да ме викавте пред 10 години кога бе утакмиците на Кометал, да ми речеше не може да дојдеш. Срам да ти е. Ужива во секој надпревар, порано мора да признам. Колку штедите вие електрична енергија? Кажи беле нешто, не Ајде, да зборам. кажи. Па онаку колку што треба. Што значи тоа? Гасам светло кога излегувам од дома. Не се кува. спие. Кога се спие, така. Имаш ли омилен електричен апарат? Не. Не? Како е не? Пегла за коса, фен, машина за перење можда, Па ајде да кажеме машина за перење садови. машина за перење. Колку често уклучуваш? Секој ден. Секој ден, едно 3-4 пати си. Еднаш. Еднаш? Не сум толкава домакинка. Браво. Ја па сакам да те пофалам дека штедиш струја. И на позиција број 3 семејството Турунџиеви. Сузана Турунџиева, Тања Турунџиева, Матеа, Лора и Тања. Погоди, и Марија, извини. На Тања Керки. Добре, мала забуна си ми се скрила, не можам да те видам. Добри сте сите? Одлично. Цело племе жени Турунџиеви, мада има уште од нас, ама еве како представнички ние вака силна петка денеска. Фала што ме разубавивте емисијата, мора да признам. Сузе, ти секоја си задолжена нели за доброто расположение кај народот. Како оди сега водата? Камо да бев јас секогаш задолжена. Знаеш, И камо јас да се прашував за доброто расположение, но се трудам ете тие емисии што ги работам повремено да одвојуваат од предходните и да не трошам џабе струја, нели телевизијата е место каде што се троши струја, веќе кога трошиш ја квалитетно. Ова не требаше Ова тука ќе и ме сега да пофала. го кажеш. Не требаше ова сега и тука. Тања, ти си нутриционист. Ме интересира едно прашање еве на нашите гледачи да им кажеме. Што им препорачуваш сега кога гледаат Среќно семејство во овој период од денот да имаат пред себе како храна? Секогаш свежа салата. Свежа салата. Сезонска свежа салата, убава. Сега и мене ми се Сите прија бои. Во сите бои, колоритна. Дали е тоа точно стварно или е само мит дека треба од сите бои дневна Не е мит. доза да се земе? Не е мит. Не е Што мит. по-колоритно, тоа по-убаво и поздраво. Ете, слушнавте, значи, драги мои гледачи, гледате во текот на денот сите бои да ги искористите од оние зеленчуци и овошја. Добро кажав се. Колку вие штедите електрична енергија? Мислиш дали пуштаме машина на ефтина или на Да, скапа па струја? може и тоа, убаво прашање, фала. Па кога како? Кога како? Кога како, да. Ако е ургентна работата и на скапа, но ако не е, тогаш чекаме навечер. Што е ургентна работа?
ако е Па ургентно. кога ќе се насобере толку многу да вриштат сите и да бараат секој своето да си го бара, тогаш мораш веднаш во истиот момент наутро, на Значи пладне, на главата пладне. ќе ти чури. Тоа е тоа. Драги гледачи, ги запознавме нашите денешни надпреварувачи, нашите три семејства кои што ќе се надпреваруваат во името на семејството IQ за Црвен крст, семејството Ракометаровски за Ресурсен центар за самохрани родители минус и плюс и семејството Турунџиеви за Денсерс Юнайтед пролетен камп за деца со Даунов синдром. Да не должа многу време да започнеме со нашата прва игра наречена Топка на среќа. Почнуваме. Марија е на својата позиција, поточно на 3 чекора од својата позиција. Подготвена се? Да. Ти посакувам многу среќа. Хвала ти. Гледај да освоиш што повеќе поени можеш за Црвен крст на град Скопје. Имаш 3 обиди. Дај се од себе. Одиме на мој знак 3, 2, 1. Мавај! Добре, добре, добре. Ги разниша. Сега со вториот обид верувам дека све ќе биде. Марија, ти да не си ми љута нешто. Уште еден обид имаш. И тоа е тоа. Сега уште да го пресметам како што треба резултатот. 5, 11, 13, 17, 18. Дали ми е точен резултатот? Точно. Марија, можеш слободно да се вратиш на својата позиција. Ги чекаме нашите втори надпреварувачи. Со мене Валентина Радулович не можам, а да не ја приметам тетоважичката. Ме интересира само колку тетоважи имаш. Една. Само ова, една. Само една, ама вредна. Една, ама вредна. Така подготвена си? Да. Знаеш што треба да Сега. правиш? Да. Поели на својата позиција. Да видиме кој резултат ќе го оствари Валентина. 3 обида. Имаш 3 шанси да оствариш што поголем резултат. Да оствариш, извини. Може. Слободно, кога сакаш. Чекај. За малце нема да можеш ова и ова. Најверојатно ќе не можеме да броиме, но гледај сега таа да погодиш таму. Ќе пробаме ова на крај, ама знам дека не може. Пази само да не тудри топката. Пробај ако сакаш, чисто колку да пробаш. Ова, ви се допадна по него. 15 поени за семејството Ракометаровски. И сега ги чекам моите трети надпреварувачи од семејството Турунџиеви. Во друштво сум со 3 прекрасни, две ќе кажа, зама со 3 прекрасни дами. Матеа, Лора и Марија. Да, подготвени сте? Да. Знаеш што треба да правиш, предпоставам дека ти ќе маваш топката, а вие две прекрасни женски ќе ме дружите. Може така? Повели на својата позиција, а вие дојдете тука со мене. Ајде да навиваме. Ќе навиваме? Да. Ајде да ве слушам силно да викате Лора, 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 посилно Лора. Леле! Имаш уште една шанса. И пази само да не ти удри топката. Резултатот на овие 3 прекрасни дами е 5, 7, 8, 9, 15. Имаме изедначен резултат, што значи сега ќе треба да играме она срекна коцка. Ќе ве замолам, мадам, повелете затоа што имате. Седи, Лора, дојди. Не ми беге. И ти, Индира, дојди. Треба да фрлате срекна коцка. Повели една коцка за тебе, ќе се завртите само некај моето жири. Повели и на мој знак во исто време ќе ги фрлите коцките натаму да видиме кој ќе има поголем Добро, у реду е. поголема Те разбравме. бројка. Ерор имам, секогаш кога ќе те погледнам, ерор имам. Така да ќе ми извините. На мој знак 3, 2, 1. Пазите се работи. Кој ќе освои? Три. Двата поена одат кај семејството Турунџиеви. Сега да го погледнеме и генералниот пласман по првата одиграна игра. Дојдете тука, лепотици мои. Значи, 3 поена за семејството IQ, 2 поена за семејството Турунџиеви и 1 поен за семејството Ракометарски. Нарете втората игра на след. Семејството IQ на својата позиција за да започнат да играат на слепо. Марија, за тебе имам научари кои што сега самата ќе ги наместиш, потоа јас само ќе ги притиснам, нели, за да биде се регуларно, за да не гледаш ништо со други зборови. Чекај само малце.
Така, ќе те завртам 3 пати, ти Бојан знаеш, не смееш да мрдаш со нозете, само со телото. Оди на Марија. Еднаш, 2 пати, уште еднаш, 3 пати. Леле, ноце, пази, така, најди си ја својата позиција. Имате 60 секунди, чекај. На мој знак, 3, 2, 1, може. Не, Кажувај, брат, и можеш да ги фаќаш и од земја, брат. И од земја можеш, така. Можеш и од земја да ги бркаш. Сега добро ви одија чиста за оние кои што сега ни се приклучија, да ви кажам дека сините топки носат. 1 поен, жолтите 2 и црвените 3 поена. Брат, Марија сега ти врати за секоја проба. Чекај. Каде што се избори? Полека, така, координирајте се. Ајде сега фрл. Одлично ви оди сега за сега. Марија, Добре. црвенот ти одговара бајаги. Добре. Добре, имате сега за сега сигурно добар резултат гледајќи ги боите во мрежата. Одлично ти оди Бојан. Добро се покажуваш и знаеш што треба да правиш. Марија, ти си уште подобра. Леле, гледаш или не гледаш ти? Како? Не гледаш, знам дека не гледаш. Сум пробал јас. Имате уште 5, 4, 3, 2, 1 и тоа е. Марија, можеш слободно да ги извадиш научарите. Бојан, дојди тука до мене, брату. Вака да видиме што ќе каже графиката, дека ја не можам да ги избрам. Многу ми е сложена математика. Конечниот резултат за вас е... Во исчекување сме 41. Браво, може слободно да се вратите на вашата позиција, а ги повикувам нашите следни надпреварувачи. Повелете. Семејството на Коментарски на своите позиции за да играат на слепо. Валентина повели, ти треба да ги наместиш на очарите, а ти, Индира, не смеш да мрдаш од таа точка. Знаеш. Можеш да гледаш во мене заљубено доколку сакаш. Валентина, се смести? Да. Чекај. Сега 3 пати ќе те завртам и на мој знак, значи да не фрлате пред време, еднаш, 2 пати, кој е како мене, не? 3 пати. Намести се на своја позиција, имате 1 минута или 60 секунди на мој знак. 3, 2, 1, стартувај! Ги виде отпредно, не ми се верува. Сега да се види. Оце, абе ти гледаш нешто? Ти ми гледаш. Црвена. Немој да ме лажеш. Жолта. Плава е. Може. За прв пат го гледам ова. Откако водам трета семејство. Нека плава. Или ти мало десно. Се дојдете на половина, некаде 30 секунди. Удеса рака црвена. Жолтите ви носат 2 поена, така да жолтите подобро 2 поена, да. чекај. Сините се 1 поен. Сини не, сини не. Чекај ја да се тргам Некем затоа сина. што... Таа малце црвена. дирак ќе дојде. Црвена, тој е така. Жолта може? Жените Тој ужива во сина, играта некем. на семејството на Не, некем Коментарски. сина. Чекај. Ајде 10, 9, 8, 7, путкај. Чекај, некем плава. Црвена, друга Другата ти е црвена. Да, и тоа. Сега Индира, во ваква ситуација, оди се дојди понамаму, ги дига моите надпреварувачи за да покажам колку топки се, ама во овој случај ќе го рипнам тој дел. Че морам вака. И вашиот резултат е, па види бе, дури не ти помогнав ни со ова. Каков идиот. 46 за 5 поена подобар резултатот. Дајќи сега, за сега го имате најдобриот резултат. Може да се вратите на вашето име. Фала. Thank you very much. Тања и Сузана Турунџиеви на своите позиции. Тања, знаеш што треба да правиш? Да ги Дај да ти ја се спираме, спирам, да се најдам и јас. Че видам како ми ќе гледам со 2 пара ночи. Знаеш дека вака гледам подобро него вообичаен? И па провери си го диоптерот. Очигледно треба. Чекај, само морам да притиснам ја. Ќе те завртам 3 пати, Сузе, ти чекај таму. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Најди ја својата позиција. Подготвени сте? На мој знак. 3, 2, 1. Може! Ајде да видиме. Двете дами од семејството Турунџиеви што ќе... Ма! Чекај се, за која мама навивате? Чекај. Ле, Индира, не ми се верува дека стварно си. Понадесно. На другото десно. Ете така, више сега. Ја погоди позицијата, Сузе ги фаќа без никаков проблем. Повторувам уште една, сините топки носат 1 поен, жолтите 2 и црвените 3. Ајде, може. Сузе, како смирам, како секогаш.
Ова ме подсега гостин кога ти бе пред години во емисија. Смирено, опуштено, ја дифтар, брз. Кога те возев до аеродром, Тоа ме се сеќавам и на тоа. Се сеќавам, не можам да зборам. Имате уште 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и тоа е тоа. Повели Сузе до мене. Чекај, јас да земам само нашата вреќа со топки. Сузе, да го видиме и вашиот резултат или резултатот на семејството Турунџиеви изнесува 35. Добар резултат, немој така разочарано, може слободно да се вратиш. Никогаш не ми било волку весело во студиото. Ви благодарам, млади дами. Оу, Тања, извини. Една примопредаја на научарите, фала ти многу. Ти тој... Ој, пази, знам што значи научари за гледање, да ти паднат. Да го видиме сега генералниот пласман како е. Семејството IQ-овски имаат 5 поени, ракометарски 4 и Турунџиеви 3 поена, но се наоѓаме некаде на средината на нашиот квиз, така да немојте да очајувате, се може да се случи до крај. Време за третата игра, штедиме електрична енергија. Семејството IQ-овски подготвени за да играат штедиме електрична енергија. Моментално сте лидери на табелата, но се може да се промени доколку... Не може викаш? Доколку не остварите добар резултат, значи се може да се промени. Затоа, на мој знак имате 60 секунди на располагање да изгасите што повеќе светилки можете. Подготвени? Подготвени. 3, 2, 1. Слободно, малај. Сега за сега немаме изгасена сијаличка. Опет е и првата боја што го ја изгаси со Марија договорија и стратегија кој на која страна ќе мава. Ете и Марија со својата прва изгасена светилка, за малци и втората ќе изгасеше, но за жал ништо не бидна. Опа! Мацо, ти мене да не ми се наљути нешто. Сега за сега 2 изгасени сијалички, 3, Марија, ти да не си, Бојан ништо не прави. Ти си лелем. Бојан, тоа во средина го маваш? Да. Ајде! Ајде! Тука си близко, имате уште доста време. Не се секирайте, 35 секунди. Зашто мене, брат? Зашто мене? Уште една, моментално 5, 6 изгасени сијалички. Уште 3 остануваат. Гледај ги тие што сте нагоре, фактички тие се запалени. Тие што се надоле, чекайте ја да ви ставам уште некоја топка затоа што имате време. Доволно, гледайте само да не му тепате во меѓувреме. 15 секунди. Уште. Опа, уште една сијаличка. Која? Ова горе. Чекај да најдеме која. Доле, Ете ова долната. Долната. Упца малце, ајде. Не е долната. Да, и со 8 изгасени сијалички имате еден од подобрите резултати остварени во ова игра. Честитки, може да се вратите на својата позиција, а јас ги чекам моите прекрасни ракометаровски. Семејството ракометарски на свете позиција. Зашто ми стоиш вака, се паметно вадиш? Мислам, ме вадиш од памет, многу лошо звучеше. Нема веќе. Знаеш што треба да правиш? Дали некој си имал искуство со ракомет? Не? Добро, нема, тоа малце потешко ќе ви оди оваа игра, но немојте да очајувате. Сакаш да ми кажеш? Да, сакам да кажам, јас би некого поканила од жири уместо мене затоа што кога дојдовме тука сите ни викавте пазите да не ни упропастите се тука. Нема, не го пуштам јас жирито, зашто жирито веќе кога сме кај жирито, морам да напоменам дека жирито денеска ми е посебно расположено, не знам од кои причини, и решија на сите наши надпреварувачи да им дадат по 20 секунди плюс за оваа игра. Пошто ние немаме врски, најлоши Да. ќе бидеме, ќе видиш 100%. Повели, таму треба да зазенеме се близко ти. Знам дека до мене сакаш да стоиш, ама ова е твојата позиција. Не можеме да стоиме како? Добро можеш тука да застанеш. Јас шутирам со лева, како ќе шутирам? Не знам, тоа вие ќе се договорите една по една. На мој знак имате 60 секунди. 3, 2, 1. О, да, 80. Извини се, поправам. Може. Стартуј. Ете и одма 1, 2, 3, опа, близко, 4, не требаше да ги викнеме, 5, и така, јас ноншалантно си бројам, оп, за малце 6, Погодиш ти нешто? ете, абе, те мотивација ти требало, значи, кој на тренинг, ајде бре, ајде, што правиш, поживо малце, знаев дека ова ќе ме знае, да не требаше многу чалам да се правам, ајде, доле, Уште не. леле, можеш од пунто нака нежно. Која уште не? Тоа и горното. Абе,
дај предупреди да махнеш ке. Имаш мерак, стварно ти имаш шибне со топка. Ете, 8. Моментално сте изедначени со IQ, доколку ја изгасите оваа сијаличка. Голема е веројатноста, 9. 3 поена да одат баш ке вас, имат уште 19 и овој гратис 10. Изгасени се сите 9 сијалички. Бабе, дај молите, вратете се на место. Ме утепа. Ке ги повикам семејството Турунџиеви. Во паника сум, луѓе. Добре, окей. Моментално ми е прекрасно на сцената, многу дами со мене од семејството Турунџиеви. Вие двете ќе бидете главни, така? Подготвени сте? Знаете што треба да правите, 9 сијалички. Правиме работова ништо. Ја правите, ајде. Не очајувајте, имате 80 секунди на располагање, благодарение на жирито, на мој знак можете да почнете. 3, 2, 1, мавај! Опа, одма имаме една изгасена сијаличка. Денеска дамите, а и момците, едниот момак, се расположени. И сузе рефлекси какви си имала, не ми се вера. Сега за сега 2 изгасени сијалички. Одлични сте, добро ви оди. Да ве пазите само да не удрите во штекер кој што е 3. Одлично, браво, мора да ме пофалам. Они имаат и мала асистенција од прекрасните млади дами кои што се тука. Ако сакате они опуште една изгасена сијаличка. Колку се тоа значи 1, 2, 3, 4. Мамо, пази, пази! Хаос еде на сцената. Дели мене ме понесе. Ќе почнем ја да викам мамо. И се запали пак. Пазете да не ги запалите, затоа што тие не ги рачунаме потоа. Како изгаснате, нели? Нормално? Една, две... Абе, 5 имате, 3 имате сега. Пазете што правите. Добре, 4. Не, таа ти е запалена. Оваа ви е запалена. Мислам, оваа ви е изгасена, оваа ви е запалена. Помош, слободно, ако сакате помош од пријатели, на сцената се појавија и легендите на македонскиот ракомет, Индира Кастратовиќ и Валентина Радуловиќ. Имат уште 5 секунди на располагање. Да видиме како ќе биде резултатот во овој цел хаос. 3, 2, 1. И 7 изгасени сијалички. Но одлични бевте, мора да признам. Немојте да очајувате. Што туку можете да се вратите на вашата позиција доколку сакате, ако не останете со мене на сцената. Да го погледнеме генералниот пласман. Леле се возбудив премногу. Марија. Генералниот пласман изнесува IQ-овски 7 поени, ракометарски 7 поени и семејството Турунџиеви 4 поени, што значи третото место оди кај нив и освојуваат 300 евра за Dancers United пролетен камп за деца со Даунов синдром. А сега ќе ги замолам представниците на семејството IQ-овски и на ракометарски да дојдат за да фрлиме срекна коцка, да видиме кој ќе има предност во нашето финале. Чекај само да ви обезбедам по една коцка. Повелете. Да. Не сум бил никогаш по коцка, уште тоа ми фали да видам. На кеширито фрламе, значи, повелете, завртете се само, зубаво се да биде регистрирано, јас да не сметам на мој знак 3. Знаеш дека не можам да кредитам. 3, 2, 1, фрлајте! И па со спинче. IQ влегуваат со првото место во нашето финале. Но, пред да го погледнеме финалето или нашата последна игра, следува оној дел каде што ги избираме нашите следни надпреварувачи. Затоа молам од режија да може да се вратите на својата позиција. Да. Се подготвуваме за финалето, слободно одморете се тиче. Прилеп, Васил Главинов, Кочани, Битола, фала ти. Прилеп, Струга. Струга. Многу ми седи до Струга, мора да видам. Ѓорче Петров. Штип. И Охрид. Уште имаме? Тие се тие. Значи Прилеп, Васил Гавинов и Кочани. Од Кочани сте нашите следни надпреварувачи за следната емисија. А сега, драги гледачи, следува големото финале. Семејството IQ-овски и семејството ракометарски на своите позиции во големото финале. Затоа што имавте подобра бројка на коцката на последното фрлање. После третата игра, вие ќе фрлате први, ракометарски, вие сте втори. Многу битно правило е да фрлате еден по еден. Имате 3 минути на располагање или 90 секунди. Кој прв
Во низа нареди 4 топки, дали хоризонтално, вертикално или диагонално, он ги освојува 1000 евра. На мој знак, подготвени? 3, 2, 1, може! Ајде, Марија! Би ви рекол да причекате да падне топката за да знаете на кој поле да фрлате. И така, ете го Бојан лабаво, не мисли толку. Валентина, ти си наред. Сега за сега по една топка за двата тима. Да видиме Марија. Браво, Марија. 2 топки сега. Гледај ти, Валентина, да изатвориш негдека. Ако сакаш и ако можеш. Да видиме, или пак ќе се решите да ги редите и вие во низа. Сега можете тактиката, оставам на вас. За малце Бојан, но добро. Ништо не е готово, нели? Опа, Валентина реши да им затвора онака ноншално, па види како застана, деме како за мене гола вода. Сега затвори. Сега треба да им затвори, сега е многу битно. Но не! Кај IQ е шансата да освојат 1000 евра и да видиме дали е таму топката. Да! Браво! Што ти го? Океј, тоа не ќе дај вие направите ми да пукне. Да, мислам стварно, победа ти беше партнерката, да се поздравите. Што тука освоивте 1000 евра IQ за Црвен крст на град Скопје, а вие не оживувате 500 евра за ресурсен центар за самохрани родители минус и плюс. Можете сега да се вратите на вашите позиции, ќе ме повикам за да ги поделиме ваучерите, а на сцената ќе го повикам господинот Атанас Ковачевски. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. До мене е добро познатиот Атанас на сите вас. Ме интересира која е оваа лепотица, како се викаш? Нина, Нина, колку години имаш ти? 6,5. 6,5, одиш на училиште? Да, Каде учиш? во Колене Делговски. Браво, срце. Како ти се допадна денешниот квиз? Многу баво. Имаше за некој за кого што навиваше или за За сите. За сите. Браво! Браво, се голем аплауз за нашата прекрасна Нина. Ти благодарам што си денеска дел и ти од среќно семејство. Атанас, што се случува ново кај Евана? Победејќи е 1 април, се ближи 1 април кога се прават убави маски, ние ги повикуваме, ги мотивираме основците да направат слика или фотографија од 1 априлската маска и да испратат на адресата конкурс@evana.mk и да очекуваат награди, тоа се интересни и убави таблети за читање на книги. А се тоа го правиме со еден повод, а тоа е 2 април, денот на детската книга. Слушнавте што повеќе да се каже од ова, значи во чест на денот на детската книга, основци, не губете време, правете маски и пријавете се. Сега е ред да ги доделиме овие прекрасни воучери од кои што мене лиги ми потекуваат кога ги гледам. Третото место го освоија семејството Турунџиеви, повелете дами. А се надпреварува во името на Dancers United, пролетен камп за деца со Даунов синдром, а нивни представник е Бисера. Јас само вака ќе се протнам од тука. Повелете, можете слободно да им го врачите чекот, значи вие сте главните сега. Кажи ми, задоволни сте од резултатот? Да. Да, нормално. Колку толку задоволни сме. Неколку толку видиш убава сума. Бисера, јас само да те прашам тебе на кратко, зашто планирате да ги искористите овие пари? Значи, овие средства ќе бидат наменети за првиот пролетен камп за деца со Даунов синдром, кој ќе се одржи во периодот од 3 до 5 април во Берово. Супер. Овој проект е поддржан од страна исто така на Министерството за култура и е под менторство на Сара и Нирмин Кочан од Dancers United. Супер, дали сум и јас поканет, може ли да ви се придружам? Секако, си да се поканете. Ви благодарам многу, можете слободно да зазаднете зад мене тука кај скалите. Второто место им припадна на семејството Ракометарски. Сите. Семејството Ракометарски кој што го сочинува Индира Кастратовиќ и Валентина Радуловиќ. Добри сте, повелите, земете го чекот. Благодарам за тоа. А се надпреварува во името на ресурсен центар за самохрани родители минус и плюс, чив представник е Лидија. Благодарам за храбрата борба и беше спортски. Одма предаден чекот. Како си поминавте, дами?
Па добро, али не сме задоволни. Зашто? Прво место не земавме. Тоа е тој спортски дух нема. Знам дека никогаш една емисија. ќе ме повикаме Сега за дома вежбаме. на штекерите дома. Не Мудри бабе. штекери добри ова. Onda на другите, добро. Лидија беше, така? Лидија, зашто планирате вие да ги искористите овие парични средства? Дојди малце понаваму. Дојди убаво да те видат сите. Ете така. Благодарам на Ивана, на целата организација која што имавте во однос на оваа идеја да хуманитарно ги доделувате средствата и да имате хуманитарни активности. Воедно морам да кажам дека ова е прва донација која што една фирма ја доделува на оваа категорија на граѓани и вие сте првите надпреварувачи кои што се борат за самохраните родители. Благодарам. Инаку нема победници и губитници. Победници сме сите ние овдека што сме, бидејќи сме големи во нашите идеи за кои што сме дојдени овдека. Така, Лидија, се сложувам. Средствата ќе бидат потребени во согласно целите и програмите кои што ги имаме, во завис од големината која што е добиена и секако дека сите средства кои што ги доделивте ќе бидат распределени на начин на кој што е најсоодветен во зависност од проблемите и потребите кои што ќе се појават како приоритет во нашата организација. Ти благодарам, Лидија, се надеваме дека барем малце помогнавме и дека ќе повлечеме уште повеќе компании да донираат средства на вашата организација. И првото место им припадна на семејството IQ-овски, кои што се надпреваруваат во името на Црвен крст на град Скопје. Марија, бравос! Бојан, бравос и се надевам дека ќе ме земете во вашиот следен спот. Повели, мадам, слободно доделим го чекот. Мојата прекрасна хостеса денешна Нина. Представничката на Црвен крст Марина може да ни се приклучи слободно. На кратко само Марија, ај поздравете си, честитајте си, да зададете си го чекот. Како се поминавте денеска? Да. Очекувавте ли победа кога дојдовте денеска? Не, кога ги видовме нив не очекувавме. Ви се насмеа Требале среќа. положи некој да знае. Не добрите ракометарки. Брат ве поттикна за да бидете уште да, подобри да. и да го освоите првото место. Марина, дојди малце понаваму. Само ме интересира Црвениот крст на град Скопје зашто ќе ги искористи овие парични средства. Пред се благодарам на сите. Мило ми е што сме повторно тука со вас. Средствата ќе бидат наменети за пунктот за бездомници кои на годишно ниво го користат повеќе од 120 лица и навистина од големо значење ќе бидат и оваа донација. Одлично. Драги мои пријатели, тоа беше се за денешното издание Дојди Нина со мене на среќно семејство на Евана. Не заборавајте да не гледате секој понеделник на Алфа телевизија. До тогаш, чао!